Лесно е да препознаеш дела. Токму тие ја прават разликата помеѓу добри политичари и оние кои само ветуваат празни зборови. Токму делата ја прават разликата, дали граѓаните ќе добијат подобар живот и подобра иднина во својата татковина. Во изминатиот период напорно работевме за исполнување на ветеното. Работевме и стоевме на дадениот збор, дека мислењето на народот ни е пред се и дека ќе ги браниме интересите на граѓаните и на државата, и дома, и пред меѓународните институции. Токму затоа водевме праведна политика, втемелена на меѓународните закони и права. Со таквата политика стигнавме до правдата за Македонија и пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг. И покрај сите притисоци, продолжуваме посветено да работиме во одбрана на својот идентитет, јазик и име, затоа што си ја сакаме својата земја. Одговорноста што ја носиме не е лесна, но тоа нема да не поколеба и ние да достоиме на зборот и ќе ги оствариме нашите ветувања пред вас, почитувани граѓани. Продолжуваме со остварување на ветеното. Продолжуваме и со нови проекти за подобар живот на секој граѓанин на Македонија. Продолжуваме со инвестициите во образованието и ќе набавиме 300.000 таблет компјутери. Во следниот период ќе изградиме 60 нови спортски сали. Ќе го засилиме реновирањето на студентските домови, а изградбата и реновирањето на училиштата ќе продолжи и понатаму со забрзано темпо. Платите во јавниот сектор ќе продолжат да се зголемуваат 21,5% за 4 години, што значи околу 5% на годишно ниво. Продолжуваме со проектите кои ќе отворат над 64.000 нови работни места и со кои стапката на невработеност ја намалиме на 22%. Земјоделците ќе продолжат да ги добиваат своите субвенции, овој пат по 150 милиони евра годишно или вкупно 600 милиони евра. И во наредниот период ќе продолжиме со активна поддршка на пензионерите со цел подобрување на нивниот живот. Во наредниот мандат планирано е продолжување на трендот на зголемување на пензиите за 21,5% за 4 години, односно по околу 5% секоја година. Од 2015 година поведуваме 2 нови проекти наменети за пензионерите. Тоа се проектите бесплатен туристички викенд за пензионери во одморалиштата и хотелите кои се наоѓаат на планините и крајбрежјата на езерата во Македонија, како и проектот за бесплатен викенд за старите лица за превоз во железничкиот сообраќај. Од областа на инфраструктурата ќе биде изграден автопат од Киче во Охрид, автопат кој ќе придонесе за побрз економски развој на југозападниот дел од Македонија. Продолжуваме по проверениот пат. Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти, кои што докажано се реализираат. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.